Отворено студио, со мене и Гордана Дувњак. За момент го пренесовме нејзиното студио на ова маса, на нејзината емисија Правда неправда. Таа со нејзините гости и веројатно компетентни први коментари од нив двајца. Гордана, повели. Благодарам, Чумовски. Значи, телевизијата ја има таа привилегија за брзо реагирање и за промена не само на програмската шема, туку и на локацијата. Кога се договарав со моите гости, требаше да зборуваме за некои други прашања поврзани со правосудството, меѓутоа привилегија е да бидеме во друштво со двајца правници, кои што од прва рака можат да ни кажат некои работи кои што ќе интересираат јавноста. Им посакувам добре дојден на моите вечерашни гости. Веднаш до мене судијата Лазар Нанев од Основниот суд во Кавадарци и од неодамна член на Академијата за обука на суди и обвинители и правниот консултант, младиот и надежен правник Андреј Божиновски. Веста на денот беше Никола Груевски политичкиот азил. Меѓутоа, пред да дојдете вие во студиото, половина час пред почетокот, стаса веста што ја објави први што ја објавивме за приведувањето на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалковс. Гледате ли поврзаност помеѓу овие два настана? Судијата има предност неколи. Добро, најпрво добро вечер, благодарам за вашата покана. Знаете, бев затекнат со оваа информација на пат доаѓање од Кавадарци овде во вашето изворено прекрасно студио. И кога ја добив повеќната информација, веднаш размислив, добив впечаток дека тоа е еден правен домино ефект на сите случувања кои што изминатата недела, односно десетина дена се случуваат со овие предмети кои што ја окупираат целокупната јавност. Да подсетиме, кога се објави веста за бегството на Никола Груевски, веќе наредниот ден беше одреден притвор за Мила Јанакиевски, поранишниот министер за транспорт, и за Кирил Божиновски, а по веста за политичкиот азил сега Сашо Мјалков. Според моите информации, непотврдени додуша, приведувањето во притвор е за случајот Империја. Веројатно имавте можност да ја слушнете и Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, пред една недела во исто тоа студио ги објасни причините зошто не е во притвор Сашо Мјалков и покрај тоа што во тој момент беше на листата од 13 осомничени за случајот Империја, во кој што притворени се и во притвор сега во моментов се наоѓаат 5 лица на чело со бизнисменот Орце Камчев. Логична ли ви е оваа варијанта дека може би за Империја е притворот, а не за оние предмети судски кои што се во тек и на кои што барем досега редовно доаѓаше Мјалков? Па не би сакал во овој момент да шпекулирам, бидејќи работата на судијата е своите аргументи и заклучоци да ги носи врз основа на списи во предметот. Шпекулациите, нормално информациите кои што пристигнуваат на социјалните мрежи, меѓутоа линковите кои што вие ги имате, се најразлични. Во секој случај очекувани се чекорите кои што ги презема специјалното јавно обвинителство. Знаете, секој случај е специфичен и индивидуален сам по себе, со соодветни карактеристики. Ние во овој момент точно можеме само да предпоставуваме врз основа на оние информации кои што доаѓаат за кој предмет се работи, затоа што начинот на постапувањето и одредувањето на мерката притвор е специфична и индивидуална од аспект на во која фаза се наоѓа самиот предмет. Дали станува збор за предистражна постапка, каде што имаме сосема различна постапка или процедура во делот на определувањето на мерката притвор, дали станува збор за непочитување на одредена мерка на предпазливост, па нејзина замена, или пак станува збор за одреден предмет за кој што веќе се води главна расправа. Значи има различни правни ситуации кои што се индивидуализираат, но знаете, повторно ќе речем, не би сакал да шпекулирам, меѓутоа во секој случај за очекување е ова ефекта домино кој што се јавува во изминатиот временски период. Божиновски ДНОВВ, специјалното јавно обвинителство, беше една од институциите на која што му се забележуваше дека имало пропусти и не определил притвор. Дали од тие причини
ваквата сега предострожност се чини некако логична и го објаснува тоа што се случувало денеска во Мириот. Најпрво, Гордана, добро вечер на вашите гледачи и навистина ми е чест да бидам со вакви легенди, да кажем, од медиумите тука. Секако и судија Нанев, кој е една фигура која го почитувам воопшто во мојата работа. Во однос на вашето прашање, деновиот СЕО не беше толку критикувано колку што беше полицијата за пропуст. Институциите си ја префрлаа топката. Секако, нормално. Значи, може да се каже дека е поделена одговорност во однос на бегството на поранешниот премиер Никола Груевски. Во однос на притворот, кој беше денес определен, се слагам со судија Нанев, навистина притворот е во секој предмет, се изрекува индивидуално, согласно конкретните утврдени фактички состојби на лицето, дали ќе избега, дали не ќе избега, па тука го имаме и рокот на правично и навремено судење, пошто во Македонија беше критикувано во извештаите на Европскиот суд за човекови права, дека процесите се одолговлекуваат. Меѓутоа, треба исто да се знае дека лицето за кое е поварано притвор, односно поранешниот началник на УБК Сашо Мјалков е дел од истата клика на екс-премиерот Никола Груевски. Така што логично е да се обезбеди неговото присуство. Меѓутоа, секако тука влегуваме во зоната на шпекулација и се согласувам со судија Нанев, бидејќи на тоа лице во друг предмет му беше определено мерка предпазливост. Значи да се јава редовно во судот, да одземање патните исправи. Дали тоа значи дека се смениле околностите што дошло до промена на одлуката на Тоа значи дека имаме промена на околностите. Сега конкретно за кој случај можеме само да нагодуваме. Значи, за да се одреди притвор, потребно е претходно, зависно од која фаза се одредува притворот. Дали притворот го одредил истражен судија, дали притворот е одреден во главна расправа, дали имало жалба по притворот, пошто нели имаме еднаквост на оружјата, член 6, од каде е одбраната, што прави одбраната. Пошто лицето притворено, во секој период во неговото време траење на притворот, бранителот мора да биде агент. Она што е малку чудно, по добивањето на оваа информација, јас телефонски контактирав со еден од адвокатите на Мјалков и тој беше малку збунет од вестите дека Мјалков е однесен право во истражниот затвор во Шутка и рече дека очекувал да биде повикан на распит во судот, каде што требало да му бидат објаснети променетите околности. Како е постапката во вакви случаи? Вие спомнавте дека зависи во која фаза е предметот, меѓутоа, доколку станува збор за империја, е една ситуација, сосема нешто друго, другиве предмети, кои што се веќе во судска постапка. Да, според мене накратко само ќе го оставам судијата Лазар да разговара за предметот империја се уште во истражна фаза од постапката. Во истражната фаза од постапката веќе предлогот за притвор дојде од специјалното јавно обвинителство, односно обвинителот и по ЗКП, подредбите на ЗКП, се специфицира основата за одредување притвор, односно првата основа дека постои можност за бегство на лицето кој е субјект на барањето за притвор. Во тој момент проценката на СЈО била дека не треба да се одреди притвор. Според ЗКП, судијата на претходната постапка, односно судијата на слободите, како кривичарите го нарекуваат, одлучува по барањето за мерка да притвор. Тука Гордан исто ЗКП има краткотраен притвор, меѓутоа тоа не се применува во овој случај. Краткотрајниот притвор е за утврдување на идентитетот на лицето, меѓутоа тоа е нонсенс во овој случај, знаеме за кого се работи. Па добро, навистина повторно ќе кажам дека ние немаме доволно информации кои што се однесуваат која е причината. Дали во дадената ситуација станува збор за непочитување на мерките на предпазливост кои што веќе претходно беа определени спрема господинот Мјалков? Дали тој не ги почитувал, бидејќи во ситуација кога во истражна постапка за прв пат се определува мерката притвор по нов предмет, тогаш задолжително пред определувањето мерката притвор во судот се одржува рочиште во кој што јавно обвинител од една страна ги изнесува аргументите кои што се спротивуваат со аргументите од страна на бранителот, односно одбраната и самиот обвинет. Значи тоа се првичните ситуации. Дали можеби во меѓувреме настанале некои нови околности што можеби укажувале на тоа дека
се подготвува бегство, бидејќи тоа беше споменато и во аргументацијата за одредувањето на притвор на Божиновски. Па овде и на Јанакиевски. предпоставам затоа што специјалното јавно обвинителство или регуларното јавно обвинителство секогаш своите аргументи ги темели врз основа на сознанијата кои што ги добиви од страна на полицијата, бидејќи јавното обвинителство и полицијата заеднички работат. Ајде да речеме да се послужиме со речникот на полицијата, вршат оперативни обработки, добиваат оперативни сознанија и информации кои што при соодветната оперативна обработка може да дадат заклучок дека даденото конкретно лице се подготвува или припрема одредено бегство. Значи, ако таквите информации укажуваат непосредно дека навистина се подготвува за било какво действие кое што понатаму ќе оневозможи непосредно присуство за успешно водење на кривична постапка, тогаш јавното обвинителство во секој момент може заради променетите околности да достави барање да судот да ја промени мерката на предпазливост во потешката мерка. Знаете вие дека секогаш и она кој што беше на почетокот на емисијата кажано, судот од аспект на тежината, видот на кривичното дело, личноста на сторителот, опасности и така натаму, секогаш е должен согласно и она што колегата Андреј го кажа, водечи сметка за Европската конвенција за човекови права, да ја определи најблагата мерка за обезбедување успешно водење на постапката, ако цени дека со таа мерка ќе биде обезбедено присуството на обвинетиот. Меѓутоа јавноста беше многу разочарана со... Гордана, морам да те прекинам. Мислам дека добиваме сигнали од режија дека репортерите се повторно распоредени на своите места. Ќе замолам дески режија да го симне кролот, бидејќи се што е тамо напишано веќе е бајато, Сашо Мијалков е уапсен, нашите линкови се распоредени. Антонио Крстевски повели. Добро вечер од пред хотелот Мериот во центарот на Скопје, каде што пред час и половина беше уапсен поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков. Според последните информации кои што ги имаме, неговото апсење, односно мерката притвор која што му е изречена, е за предметот Таргет Тврдина, во кој што тој е прво обвинет за прислушување на илјадници граѓани, за нелегално прислушување на илјадници граѓани на Република Македонија. Се шпекулираше дека можеби неговото апсење е поврзано и со последната истрага која што ја отвори специјалното јавно обвинителство Империја, меѓутоа засега обвинителот СЈО не бара притвор за Мијалков по однос на овој предмет. Инаку во предметот за кој што е побарано притвор за Сашо Мијалков Таргет Тврдина, во него обвинети се и неговите соработници од Управата за безбедност и контраразузнавање Горан Груевски и Никола Бошковски, како што споменав, за масовно прислушување на голем број граѓани на Република Македонија, кои што сите знаеме дека избегаа во Грција, побара азил и се уште не се испорачуваат во Република Македонија. Поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков е обвинет и во уште неколку други предмети, како што се Трезор, Тортура, Титаник 2. Да напоменам уште еднаш дека токму тука во хотел Мериот пред час и половина, можеби 2 часа, беше приведен поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Од она што можевме да разговараме со очевици тука кои што биле присутни во моментот на неговото приведување, е дека имало голем број полициски службеници, односно припадници на полициските сили Алфа, иако се шпекулираше дека Сашо Мијалков давал отпор при неговото апсење, сепак од она што можевме да што ни го кажа очевици, велат дека сето тоа се одвивало мирно, дека Сашо Мијалков со лисици на рацете изнесен од хотелот Мериот на главната врата и ставен во возило и потоа однесен заедно со полициските службеници. Остануваме на терен веднаш што имаме повеќе информации за апсењето на Сашо Мијалков, ќе побараме ново вклучување во живо студио. Крстевски остани тамо, тоа е седишето од каде почна акцијата. Игор Стефановски е пред затворот во Шутка. Него ќе го побараме веднаш. Се активира Твитер заедницата. Моите колеги ми јавуваат еден интересен твит, само да го најдам. Велат, штом
на секој нов пост на Груевски некој завршува во притвор. Луцидно во секој случај, особено за така речената фамилија и неговото обкружување. Ако е Мијалков барометар и претходно Јанакиевски и Божиновски, тогаш очигледно е дека има вистина и во луцидноста на овој твит. Игор Стефановски, најнови информации со бекграунд за Мијалков во Шуто Ризари. Во Шутка, Шуто Ризари, тука ми е близко. Повели. Благодарам, Чомовски. Во овие моменти се уште има голем број на одзив на медиуми тука пред Скопскиот истражен затвор, како најнова информација што не е потврдена официјално во однос на евентуалното бегство на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков би била поврзано со унгарски припадници. Повторувам, ова е најновата, но неофицијална верзија на информација во однос на бегството на Сашо Мијалков, кој веќе се наоѓа сепак тука зад решетки веќе повеќе од час и половина во Скопскиот истражен затвор, откако специјалното јавно обвинителство за него побара притвор поради околности на дека тој би се дал во бегство. Тоа што сакам да го напоменам е дека потврда за неговиот притвор еден ТВ има и од кривичниот суд од првиот човек на Скопска единица Иван Џолев. Секако ние први како медиум ја објавивме ова информација. Сашо Мијалков е обвинет во повеќе судски процеси, токму кои што ги води специјалното јавно обвинителство. Тоа што го знаеме е дека му одреден притворот на во однос на предметот таргет тврди на процес кој што се однесува за масовното прислушување и уништување на апаратите за следење на комуникациите. Утре сепак има за тоа рочиште судење, да видиме дали Мијалков ќе биде спроведен со лисици на рацете од Скопскиот истражен затвор до кривичниот суд на рочиште. Таа информација веќе ќе имаме во текот на утрешниот ден, следејќи го претходното искуство со Милијан Јакиевски. Тој не беше донесен дента веднаш кога беше ноќта уапсен, но сепак да видиме, бидејќи сушност Мијалков во ваквиот случај би преноќел во Скопскиот истражен затвор. Тоа што го забележав и на почетокот, како екипа дојдовме први тука, забележавме дека неколку возила што не беа полициски, туку цивилни, а едното и од нив веројатно и на специјалното јавно обвинителство, како излегуваат од Скопскиот истражен затвор. Тоа беше некаде околу 20 часот и 10 минути, веројатно и терминот кога Сашо Мијалков е донесен зад решетки со лисици на рацете во Скопскиот истражен затвор, тука во општината Шуто Ризари. Чумовски, секако располагам, ако имаше и прашање, располагам за одговор. Ако добро те следев, морам да ти кажам дека напор ми треба да извадам есенција од брдата на информации со кои располагате. Спомна некаква унгарска разузнавачка линија. Каква е таа релација со Мијалков? Тоа што го веќе јавноста го знае дека Груевски веќе во бегство во Унгарија, односно веќе му одобрен барањето за политички азил, не е исклучена можноста, бидејќи специјалното јавно обвинителство во суд наведе дека Јанакиевски и Кирил Божиновски имале планови да се дадат во бегство на истиот начин како Груевски. Не е исклучена можноста, токму и тие унгарски представници кои еден ТВ ги има како информација дека влегле во хотелот во Мири од каде што е уапсен Сашо Мијалков, да дадат помош и токму на поранешниот шеф на тајната полиција, кој всушност е и прв братучет на поранешниот премиер Никола Груевски, да се даде со него во бегство. Секако, ова информација не е официјално потврдена, туку еден ТВ ја дознава од неофицијални извори. Тоа што сакам да го напоменам во однос на доаѓањето на возилата, како што и веќе претходно кажав дека се цивилни возила, меѓутоа никој од полициските стражари тука во Скопскиот истражен затвор не сака да откријат дали во него се наоѓа Сашо Мијалков. Ќе одвојам цитат од еден полициски припадник. Не сакам да коментирам, бидејќи можам да го изгубам своето работно место. Тоа го кажа откако беа донесени возилата
односно Мјалков во нив тука во Скопскиот истражен затвор, го баравме и претходно директорот на Шутка Ѓоко Котевски, но тој ни одговори дека нема такви информации, дека во тие моменти бил на представа. Секако нашите екипи на еден ТВ се обидоа и понатаму да стапат во контакт со директорот на Шутка, меѓутоа тој не е достапен за коментар. Инаку адвокатскиот тим на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков се очекува да дојдат тука во Скопскиот истражен затвор за да добијат решение дека Мјалков е во притвор, што официјалната верзија барем на некаков начин имаме од страна на адвокатите дека веќе за нив е изготвено решението, но тоа што од телефонски комуникации што разговарав со нив е дека дури утре во судот ќе треба да се појават за да им дадат исто така официјална верзија конкретно од судот дека на Мјалков му одреден притвор, а во однос на верзијата од Шутка дека веројатно и доставен официјално дека Мјалков е сместен во едно од притворското оделение на Скопскиот истражен затвор. Чумовски, повели ако имаш прашање. Така наречената хачка соба е пребукирана очигледно со Камчев, до вчерашниот деловен партнер на Мјалков. Инаку, сослушај оваа информација, наш колега сведочи, цитирам, во медиот во гаража влегоа сега една унгарска, една молдависка дипломатска кола и една со белгарски регистрации. Случајноста не е случајна или може и да е случајност. Во секој случај, тоа е за истражување на нашите сили. Дебатата продолжува со водство на Гордана Дувњак. Ова покажува дека во овој момент има навистина најразлични информации и многу непотврдени информации. За разлика од колегите, моите информации се дека приведувањето е за случајот Империја, меѓутоа, веројатно многу повеќе ќе се знае во текот на наредниот ден. Како и да е, очигледно има врска помеѓу сите овие работи. Додека го слушавме јавувањето на моите колеги, вие рековте во неврзан разговор дека многу е битно да се знае за кој случај, за кој предмет е приведен шефот на тајната полиција, бидејќи тоа зависи кој го одредува притворот, дали судечки судија или судија на претходна постапка. Сакам да ве прашам нешто друго. Деновиве имаме зачестено одредување на притвор, до пред некој ден граѓаните беа разочарани од она што се случува во последно време и токму преовладуваше впечатокот дека од раката на правдата ни бегаат високо профилирани обвинети, како Груевски, како двајцата бегалци во Грција во случајот Таргет Никола, газдата на Секуриком во Виена. Каква е одговорноста на судот во овој дел во одредувањето на притворот? Ако до пред известно време го критикувавме судот дека премногу лесно одредува мерка притвор и дека тоа е повеќе и дека не може да биде тоа казна, имам впечаток дека се отиде во друга крајност, а вистината е некаде посреде, дека секој случај е индивидуален и треба добро да се предпоставувам да се процени каква е на вистина опасноста и од бегство, и од влијание на сведоци и на повторување на делото. Каков е вашиот впечаток, судија? Гоце, знаете, имаме сосема поделени и различни мислења и именување на перцепцијата на целокупната општествена јавност во Република Македонија од аспект на изминатиот период кога судството беше напаѓано, критикувано, дека мерката притвор има претворено во казна и дека треба да се сврти кон почитување на меѓународните стандарди и правила во кои што доследно применувајќи од аспект на тежината, видот на кривичното дело, личноста на сторителите и така натаму, да ги определува како мерки оние кои што се најлесни и што, нели, првично може да обезбедат сигурно присуство на обвинетиот за успешно водење на кривичната постапка.
таквата перцепција која што навистина неколку година, две наназад беше воспоставена и кога сите добивме еден впечаток ние кои што сме во судството дека ја свртивме страната на почитувањето на меѓународните стандарди и правила, од друга страна веднаш дојде она другата реакција на јавноста дека сега самото судство се сврте и преблаго или би рекол изрекува мерки на предпазливост на сметка на мерката притвор, не водејќи доволно сметка за тежината и видот на кривичните дела, односно за личностите кои што ги има сторно таквите кривични дела. Што значи дека мора да се води исклучителна сметка од аспект на кумулативност на постоењето на сите овие елементи при определувањето на мерката притвор. При тоа мора да се води сметка дека судот не ја определува индивидуално, односно врз сопствена волја, мерката притвор или било која друга мерка на предпазливост. Тоа го прави на предлог на странките, односно во конкретен случај на предлог на јавното обвинителство или за овие конкретни предмет специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство или тужителот во постапката врз основа на своите сознанија кои што ги собира прави собствена анализа на сите аспекти кои што се однесуваат дали во конкретниот предмет ќе побара или нема да побара мерка притвор или ќе се раководи од тоа дека може во дадената ситуација со многу поблага мерка. Пред некој ден во ова студио беше гостин специјалната јавна обвинителка која на вашите прашања одговараше дека проценката на јавното обвинителство во дадената ситуација во тој момент се доволни мерките на предпазливост од нивен аспект и сметаа дека со една поблага мерка, односно мерка на предпазливост, одземање на патната исправа или редовно јавување секој понеделник на властено службено лице во судската зграда или забрана на напуштање на живеалиштето, престојувалиштето, може да бидат задоволни потребите за обезбедување на тоа присуство. Меѓутоа, судија да не заборавиме дека на Груевски до пред известно време му беше ублажена дури мерката на предпазливост. Од јавување еднаш неделно во просториите на судот беше определена поблага мерка еднаш месечно да се појави, па се покажа дека тоа не е доволно и избега. Колку сега лекцијата со Груевски ги прави предпазливи и нашите суди, меѓутоа и обвинителството. Знаете, Гоца, само да дополнам, на секои 2 месеци по службена должност судот ги преоценува мерките на предпазливост врз основа на податоците и информациите со кои што располага. Точно е тоа. Нивната проценка во дадената ситуација од аспект на однесувањето на самото осумничено или лице кое што е предмет на самата постапка, давало сознание дека ќе бидат задоволени потребите со таквата мерка. Што не значи дека во позадина може да постојат многу други аргументи кои што упатуваат на сосема друго однесувањето. Притаено подготвување за бегство или напуштање на државата, кое што ќе доведе во дадената ситуација до определување повисок мерка. Андре, токму околу тоа, случајот Груевски да го, како кейс стади да го анализираме, бидејќи се тргна од тоа, предпоставувам. Да, само ако ми дозволите, во однос на притворот и логата на судот, се согласувам во изјавата на судија Лазар дека судот беше предмет на критика и сега уште е предмет на критика, меѓутоа во случајот на Груевски, во случајот Тенк, според мен судот успешно ја одигра својата улога зададена во Законот за кривична постапка. Тој судеше согласно обвинителниот акт кој беше доставен од обвинителството и така одлучи како што одлучи. Тоа е една работа. Судот беше критикуван и во изминатите денови, во изминатите месеци во однос на многу други работи, почнувајќи од маратонските, назив кој одбраната во тие судења го кажа, судења каде што влезе дека постапува погрешно член 60 Европска конвенција за човекови права. Зборувате за предметот за 27 април, да. Морам да се навратам бидејќи беше имаше и 14 часовно судење. Да, каде што тоа мислам во тој момент судот беше неоправдано критикуван поради тоа што правдата во тој случај и беше буквално спореден со друг случај во Франција, каде како судот немаше благе везе. Тој случајот во Франција беше еден обвинет
и едно кривично дело и стварно судот погрешно постапи во тој случај. А тука имавме 33 Тука имаме не само тоа, Гордана, овој случај дефинира нашата уставна демократија како држава, ме разбирате, значи владењето на правото и нонсенс е да спомните таква работа. Во однос на Груевски случајот Тенк за кој избега. Според мене судот ја заврши комплетно како што треба својата работа, донесе пресуда, апелација потврди и упатен акт согласно закон за извршување на санкции. Каде ја лоцирате тогаш одговорноста? Која институција затоа и во конкретниот? Според мене одговорноста овде лежи во пропустот на органите на прогонот. Полицијата требаше да знае, да има сознание на моментална база за едно од најпознатите лица во Република Македонија. Не е можно и Гордана во однос на притворот. Тука имаме и друг проблем. Нели институциите си ја префрлаа вината меѓу себе и буквално имаме дека притвор требаше да се определи, треба да се определи едно друго. Ставете се во улога на судија, каде тоа ги води судите. Фактички судите сега има друга опасност, тој невидлив притисок што го осеќа да изрекуваат притвор во секој можен предмет. А знаеме дека притворот е ултима рацио мерка, крајна мерка за обезбедување на присуство согласно членот 9 на Европска. Благодарам за коментарите ад хок, бидејќи сте дел од ова отворена програма. Добивам информација дека нашиот Владко Чаловски е подготвен со еден сумарум врзан околу апсењето на Мијалков и тоа што тој успеа да го истражи и да го симне досега. Владко, повели. Чомовски, да не се повторувам со колегите кои што се вклучија во живо, информацијата дека Сашо Мијалков е притворен заради предметот таргет тврдина на СЈО, одекна веќе во јавност, има куп реакции на социјалните мрежи за тоа. Освен за овој предмет, СЈО го гони Мијалков уште во 3 предмети. Меѓутоа, јас нема да се повторувам, пред да продолжиме да зборуваме за Мијалков, ќе ја замолам режијата да пушти една од така наречените бомби кои што ги објавуваше опозицијата, а во кои што се слуша гласот на поранешниот прв човек на тајната полиција. Добре, друг да ми каже, после ти се јавиш, у банка бе, плаќав некој кредити. Не, ми само што ми кажа 5 минути пред тебе. Аха. И сега стварно со спот кеш го фатиле. Ауф. Le. А чекам што вика, од кај му се тие студија? Добро. А од кај ги зима? А чека, од кај ги зима? Ама од странство? Од странство или од тука? А у Воденица ја ме пишале на граница. Па, многу се осилил, бе. Ле. Река, ја не гомна сега. Сега со Велија заедно ќе се дружат. Да. Види, 30 дена ќе ги помине со Велија, после ќе видите. Не, зборот ми е со Велија ќе бидат минимум 30 дена заедно. Ја мислам Јохан ќе се расплаче Лухан кој ќе чуе. Владко, првата помисла ми беше дека судбината се враќа лицемерно и по тој што ја смислил или ја креирал, а втората доаѓа како коментар од мои поранешни колеги од А1 кои ме подсетуваат дека правдата може би е бавна, но ќе ги стигне
овие актери или како што вели Рамковски посочуваше джеладот е дојден по нас. Владко, повели со твоите анализи и согледувања. Чумовски, освен како што рековме за Таргет тврдина каде што му е одреден 30-дневен притвор на Сашо Мијалков, тој уште според СЈ се гони за тортура, за трезор и за случајот Титаник 2. Во пресрет на сите оние шпекулации, пред да биде исклучен од партијата ВМРО ДПМН, раководството го обвини за коалиција со сегашните власти. Откако беше исклучен од страна на ВМРО ДПМН како официјален член, Сашо Мијалков упати 2 писма до актуелниот председател на ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицкоски. Во првото писмо можам да подсетам дека пред се Мијалков се пожали затоа што го исклучиле без докази и побара од Мицковски и од Александар Николовски, кој што тогаш реагираше пред медиумите образложувајќи дека Мијалков бил во коалиција со сегашните власти. Тој му порача дека треба да достават докази пред јавноста, а тоа го немаат направено бидејќи ги немаат, како што рече тој. Потоа го критикуваше Христијан Мицкоски во првото писмо дека за договорот со Грција тој не испаднал во јавноста за да наведе една маса која што е против договорот, така што би преовладала гласот против и договорот со Грција не би успеал и на тој начин ВМРО ДПМН би испаднал пред јавноста како победник. Мијалков исто така го критикуваше Мицковски дека самиот тој преговарал со неколку пратеници, односно со 8 пратеници за истите да ги поддржат уставните амандмани, за потоа Христијан Мицковски да излезе како победник, за на крај да му порача дека народот не му верува, односно дека и покрај тоа што СДСМ во моментов биле слаба власт, дека сепак нема да дојде Мицковски да управува со државата, бидејќи народот не му верувал. Потоа следуваше второто писмо, исто така кое што најде на многу реакции во јавноста. Во второто писмо Мијалков на Мицковски му порача дека партијата е поделена и го критикуваше затоа што еврокомесарот Јоханес Хан и Дорис Пак го критикувале Мицковски дека воопшто не е конструктивен и како што му рече, тој во ВМРО е од многу поодамна од самиот Мицковски и дека ќе дојде време кога ВМРО ќе стане многу посилно отколку што е сега. Сега, накратко подсетивме на двете писма, да не се повторувам уште еднаш, информацијата за Сашо Мијалков одекна во јавноста, има бура од реакции на социјалните мрежи. Во текот на отвореното студио Чомовски ќе се обидеме и дел од реакциите да ги доловиме со тоа што ќе ги презентираме во јавноста. Да ги анимираш колегите од Деско да соберат еден сублимат од реакциите на социјалните мрежи и или да ги презентираш или да ми ги достават до студиото. Во меѓувреме има една фотографија на Мијалков која се надевам дека ќе ви ја прикажеме. Како последна фотографија на Мијалков пред апсењето, ќе ја добиете и ќе ја видите во следното јавување на нашите репортери додека Чумовски, слушајќи бомбата и гласот на Мијалков, не можам да избегнам од впечатокот за денешната реакција на Груевски на Фејсбук, каде што неговите зборови толку лицемерно звучат, бидејќи во еден дел Груевски вели Македонија не смее да остане земја каде владата владее со судскиот систем, каде има политички прогони секој ден. Огромен број на луѓе се под политички прогон во Македонија, тоа мора да запре. А видовме на кој начин се одредуваат казни по кафеани и на телефон. Колеги, суди и правници, како беше во времето на владењето на Никола Груевски, кога сите
слушнавме и знаевме за партиските тефтирчиња, за Сваровски судството, монтирани судски процеси. Не е ли малку чудно? Лепршаво, врцаво. Не е ли малку чудно и лицемерно кога такви зборови излегуваат од устата на Груевски, кој се жали на монтирани судски процеси, на политички прогони? Гоца, не би коментирал политички стави изјави. така натаму, односно изјави во дадената ситуација, но позната ни она изреката каменот одблиску паѓа. Знаете, секогаш во дадената ситуација имаме една промена, би рекол, на дресовите во дадената ситуација, истите оние судии кои што 11 или 13 години постапувале на еден начин, во дадената ситуација со промена на политичката власт, веќе ја имаат сменето, го имаат сменето својот стил и начин на однесување на идентичен начин како што постапувале за одреден временски период кога на власт била сосема друга политичка опција. Значи, тука во дадената ситуација не станува збор за никаква законска регулатива, туку начин на кој што човечките ресурси во судството на свој начин го имплементираат законодавството во Република Македонија и тоа е клучниот проблем на целокупната општествена јавност и главниот проблем на државата Република Македонија. Божиновски, како ја коментирате брзината со која осудениот екс-премиер доби политички азил? Добро, почнувајќи дека овој предметот Тенк беше еден од најлесните предмети на специјалното јавно обвинителство, беше прилично чист предмет, имајќи ги сите докази. Не, зборувам за добивањето на политички азил во Унгарија, каде што токму како главен аргумент беше наведен како главни аргументи лошата состојба во судството и затворите беа наведени. Да, мислам, тоа не е така. Тој мислам не е така бидејќи тој во барањето за азил, како што прочитав во неговиот Facebook профил, наведе дека тој во Република Македонија причината за неговото заминување беше поради тоа што е гонет за политички и кривични дела. Реално политички и кривични дела се многу широка категорија и многу широко можат да се определат. Тоа што во Република Македонија немало, како тој што тврди, услови за фер судење, исто така мислам дека не е точно, бидејќи сите услови за одлична одбрана беа запазени. Тој имаше повеќе адвокати, сите действија по ЗКП беа возможени, адвокатите има увид во списите, имаше еднаквост на оружјата. Така што нема причина да се жали. Меѓутоа, прв пат слушам дека одлука за азил е одбиена врз основа на затворските услови како што се таму. Исто така тврдам дека добивањето азил во овој случај е исто така многу интересна работа за дискусија. Прво и основно, тој бара азил во земја каде што има проблем со наплив на мигранти. И каде што има рестриктивна мигрантска политика. Понатаму, барањето на азил, тоа не е еднаш за секогаш дадено, од Бога дадено, тоа може слободно да се отповика. Има основи за отповикување барањето за азил. Меѓутоа, тука прашањето е колку има демократски капацитети волја да се отповика прашањето на азил. Една од основите за отповикување на правото за азил е конкретно да престанат, односно да се дадат уверувања од земјата која го бара лицето за екстрадиција или земјата од која лицето дошол и бил политички прогонуван, да се дадат услови за фер и правично судење, дека ќе има такво. Меѓутоа, такви услови во Република Македонија постојат, такви услови во Република Македонија има, иако судот е под реформа, меѓутоа владењето на правото е запазено, не само во овие предмети што се високопрофилни, во сите, така што не гледам причина зошто би се дал азил врз основа на тие. Колку е реално да се... Извинувам, Гордан, уште не заборајќи дека Груевски имаше потврда дека од Комисијата за дискриминација дека е дискриминиран. Не се сеќам точно која основа, меѓутоа имаше и потврда издадена во судска постапка од судијата. Во судска постапка од судијата. Кој што го води главната расправа. И тука валидноста на комисијата не ја разбирам, бидејќи имајќи предвид кога е избрана комисијата, така што... Сидеранев, имам едно прашање кое произлегува од образложението зашто бара Груевски азил во Будимпешта, бил под прогон, закана за смрт, застрашување.
неправедно спроведување и судење и така натаму. Дали вие имате информации, а јас од извештаите немав такви информации, дека Груевски ова јавно го кажал пред судот, за да покаже дека е во неравноправна ситуација. Освен што зборува дека се работи за прогон и така натаму. Кому, например, од кого он би морал да бара заштита во услови кога Шесмина го обезбедува? Па добро, такви јавни податоци, информации ние не слушнавме во Република Македонија, освен изјавите кои што ги даваше по завршувањето на судските расправи. Не знаеме што точно се случувало и дали и какви информации во текот на доказните постапки изнесувал нели на самата главна расправа. Но меѓутоа до нас што беше презентирано, би рекол на мини пресовите пред Основниот суд Скопје 1, не слушнавме било какви закани кои што се однесуваат, односно освен политичките изјави кои што има политичка конотација. Се согласувам целесно, ако согласно законот имате обезбедување од 6 или повеќе службени лица кои што се припадници на Министерството за внатрешни работи, тука дефинитивно се постава прашањето: која е тогаш улогата и смислата за таквото обезбедување ако се има дека целта на донесувањето на овој закон за определен број на години, исто оноliko колку што одреден политичар, односно во конкретниот случај премиерот поминал на функција, значи 11 години за обезбедувањето, целта е токму неговата заштита по личната безбедност и членовите на неговото семејство од било какво несоодветно или насилно однесување на било кои субјекти во самото општество. Значи овде се поставува прашањето ако била загрозена неговата личност, овие припадници на Министерството за внатрешни работи постапувале апсолутно непрофесионално и спротивно на законот и сигурно дека во таква ситуација би требало да сносат одредена одговорност. Да не заборавиме дека во времето кога се реализираше бегството на Никола Груевски, Министерството за внатрешни работи излезе со податоци дека не е пријавен од негова страна или од неговите најблиски некаков обид за застрашување или за закани. Гоца, знаете, во дадената ситуација, она што го кажа и колегата Андреј, имаме во Република Македонија исклучително висок профил на криминал и на личности кои што ги извршуваат оди видови кривични дела. Полицијата по дефиниција, без оглед на постапувањето на јавното обвинителство, без оглед на постапувањето на судот, мора задолжително да отворат оперативни обработки преку кои што ќе ги следат овие личности. Не станува збор за багателни кривични дела, така за одредени личности кои што се присутни во околината. За тако висок профил на лица, задолжително полицијата мора да води сметка, односно да отвора оперативни обработки, да анализира и на крајот да изведува соодветни заклучоци, врз основа на кои што потоа ќе го извести јавното обвинителство, за да може јавното обвинителство во законита постапка да побара соодветна мерка од страна на надлежниот суд. Дали тоа во дадената ситуација е направено? Дали затаиле, бидејќи во дадената ситуација обвинителството и полицијата мора да соработуваат? Гордана, 2 часа сме, 2 и нешто во ова отворено студио, откако ја објавивме први веста дека Мијалков е притворен и однесен во затворот во Шутка. Мислам дека би било добро нашите репортери да направат бекграунд на основната информација. Почнуваме со Игор Стефановски. Игор? Антонио прво од Мериот, од каде што е однесен Сашо Мијалков во затворот, во истражниот затвор. Антонио, повели. Добро вечер, Чумовски, повторно од пред хотелот Мериот, каде пред нешто повеќе од 3 часа беше уапсен поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Информациите говорат дека поранешниот шеф на тајната полиција е уапсен бидејќи постоеле причини, односно можел истиот да избега, односно постоела можност за бегство, па затоа по барање на специјалното јавно обвинителство голем број полициски службеници, да речеме околу 20 или 30, барем според она што го говорат очевидци на целиот настан, пристигнале пред хотелот Мериот, влегле внатре,
а понешто 10 до 15 минути со нив од хотел Мериот со лисици на рацете излегол поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков. Информациите говорат дека за него е одредена мерка притвор од страна на судија на претходна постапка, како што споменав, поради причина дека постои можност истиот да избега. Според информациите станува збор за случајот Таргет Тврдина, односно еден од најголемите случаи кои што ги има отворено и ги спроведува специјалното јавно обвинителство за прислушување на илјадници лица кои што живеат во Македонија, односно граѓани на Република Македонија, кои што со години наназад биле нелегално прислушувани, што можеше да се заклучи и од бомбите кои што ги објави тогашната опозиција, односно сегашниот премиер Зоран Заев. Во истиот овој случај со Сашо Мијалков, во кој што е прво обвинет, се и Горан Груевски и Бошковски, кои што сите знаеме дека со лажни пасоши пребега во Грција и се уште се таму, а Македонија чека нивна екстрадиција. Иако се споменуваше дека во прво време, барем додека немавме се уште информации, дека Мијалков е уапсен поради последниот случај Империја, во кој што исто така се офатени и други бизнисмени во Република Македонија, сепак на крајот се испостави дека станува збор за Таргет Тврдина, како што и претходно кажа во претходното вклучување од она што разговаравме со очевидците, велат дека 30 на полициски службеници, односно припадници на полициските сили влегле во хотелот и со лисици на рацете од внатре го извадиле поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, кој што веднаш потоа бил спроведен пред чутка. Остануваме на терен, се обидуваме пред секој наше вклучување да добиеме нешто повеќе информации за овој случај, за апсењето на Сашо Мијалков. Меѓутоа, за сега баш и нема официјални информации кои што ќе може да ги добиеме од страна на институциите. Се надеваме дека во следните неколку часа и во текот на утрешниот ден подетално ќе може да информираме јавноста околу овој случај, апсењето на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков. Се профиламе веднаш во пред истражниот затвор. Игор Стефановски. Игор? Благодарам, Чомовски. Веќе повеќе од 2 часа поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков е зад решетки, односно во притворското одделение на Скопскиот истражен затвор во Шутка. Во секој момент сме во исчекување да пристигне дел од адвокатскиот тим на Мијалков, поранешниот шеф на поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање, и сме во очекување за изјава. Сепак адвокатскиот тим на Мијалков не знаеле дали вечерва ќе биде однесен во притвор, односно не знаеле одлуката на кривичниот суд во однос на мерката 30-дневен притвор која што му беше определена доцна попладнево на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Еден ТБ обезбеди официјална потврда од првиот човек на кривичниот суд дека на него веќе му определена мерката притвор. Неофицијално станува збор за односно за предметот во кој тој всушност е обвинет Таргет Тврдина за масовното прислушување и уништувањето на апаратите за следење на комуникацијата, односно за прислушувањето. Исто така како неофицијална верзија на информација дека се околностите за Мијалков да се даде во бегство и токму затоа му определен притворот на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков. Не е јасно дали ова коинцидира, односно нема некаква потврда дека коинцидира во однос на притворите на екс-министерот на транспорт и врски Милијана Кески и поранешниот владен генерален секретар Кирил Божиновски, кој во судот беше кажано за нив дека притворот е определен поради околност од бегство на ист начин како поранешниот премиер Никола Груевски. Веќе еден ТБ објави дека во кругот на Скопскиот хотел Мериот, од каде што е уапсен Сашо Мијалков, дека имало движење на возила кои што се во склоп со унгарски дипломатски таблички, но сепак ова само дава на знаци на поврзаност во однос ако
ако планирал токму бегство Мјалков, поврзано со исто оно како на поранешниот премиер Никола Груевски, но сепак ова ќе го оставиме како на информација која што не е потврдена и е неофицијална. Сепак во затворот Шутка немаме информација официјално дека е внатрено она што го забележа екипата на 1ТВ околу 20 часот и возилата кои што не беа со полициски ознаки, туку цивилни и едно веројатно на специјалното јавно обвинителство во кој едно од нив беше донесен поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков. 1ТВ го фати моментот, односно ги забележа возилата во поголем број како излегуваат тука од Скопскиот истражен затвор. Ќе извам цитат кој што го извојав и од претходното јавување на вработен во управата. Не можем да ви дадем информација бидејќи ќе ми биде загрозено моето работно место. Претходно се обидовме да стапиме во контакти со директорот на Скопскиот истражен затвор Шутка Ѓоко Котевски. Тој во првичните моменти некаде пред 20 часот одговорот беше дека нема информација, а официјалната верзија за информација ќе ја имаме веќе утре од Скопскиот истражен затвор. Сепак првично од прва рака ни потврди првиот човек на кривичниот суд Иван Џолев дека е определена мерката притвор за Саша Мијалков. Џоловски, ако има прашање. Игор, ти благодарам со мала корекција, односно не корекција, туку со мало дообјаснување. Наш колега очевидец ни потврди дека во хотелот Мериот во гаражата се влезени автомобили со унгарска, молдависка и српска табличка. Се разбира, не можеме да тврдиме дали се кор дипломатик или било што друго и кој воопшто влегол со автомобилите, но тоа е бегството на екс-премиерот. Добро, тоа е едно... Бидејќи веќе е позната рутата во јавноста на Груевски, би можело да се користи како извор за коинцидирано или можеби не случајно или не некаква поврзаност во однос на бегството на Груевски, кој денеска веќе и самиот потврди на Facebook дека го добил азил во Унгарија. Но сепак ќе оставиме тоа да го истражат надлежните органи, Министерството за внатрешни работи, обвинителството за организиран криминал и корупција кој веќе води предистрага токму за бегството на Груевски. Сепак сакам да потенцирам во овие моменти, извини Чумовски што те прекинувам, и во однос на евентуално бегство. Го прашав Мијалков пред некој ден во кривичниот суд по завршување на судски процес дали планира да се даде во бегство, но тој одговорот на него беше дека прашањето е тенденциозно бидејќи беше поврзано и во однос на бегството на Груевски, дали не има некаква поврзаност со него, односно некаква испомаш. Поштовани гледачи, следите отворена програма, отворено студио, освен нашите гости Нанев и Божиновски, со мене и Гордана Дувњак. Уште малку коментари, вестите можеби... Да, јас ќе го искористам присуството на нашите гости да ги прашам колку е реално да се очекува дека Груевски може да биде испорачан? Прашање до 20. Гоце, знаете, изминатиот временски период на вистина се постави прашањето дали екстрадицијата ќе успее. Ги слушнавме податоците, информациите, изјавите од страна на министерката за правда. Информациите говорат дека ние немаме склучен договор за екстрадиција со Унгарија, меѓутоа тоа не значи дека не може да се побара екстрадиција, може да се искористи законот меѓународна кривична правна помош, меѓутоа кога говориме за екстрадицијата како еден правен институт за екстрадирање на лицата, секаш треба да се гледа и неговата политичка димензија. Во дадената ситуација, особено кога имаме еден висок профил на лица спрема кои што е упатена самата екстрадиција, правните елементи ќе бидат занемарени од аспект на политичките елементи и затоа се вели дека во меѓународното кривично право и дека екстрадицијата повеќе има политичка за сметка на правната димензија. Правната димензија пред се применува кај оној багателниот криминалитет за сметка на оние кривични дела во кои што, ако имаме во предвид дека дебатата беше насочена во дадената ситуација и од самите изјави на Груевски дека тој е политички прогонуван, но во дадената ситуација се поставува прашањето што е политички прогон, дали во дадената ситуација за кривичните дела кои што се гони во Република Македонија имаат некаква политичка димензија. Зошто го говорам ова?
кога се бара екстрадицијата во дадената ситуација, таа ја спроведува судот со проширена надлежност. Се врши фотокопирање на пресудите, односно на актите врз основа на кои што се бара екстрадицијата, се дава изјава од страна на судот дека во дадената ситуација ќе бидат применети сите стандарди согласно меѓународното право, односно дека Република Македонија ќе ги почитува меѓународни стандарди и права, се врши фотокопирање, би рекол условно, и превод на законската инкриминација, односно на кривичните дела врз основа на кои што се врши, односно се води постапката во судот и се даваат гаранции дека Република Македонија ќе постапува согласно меѓународното право. Тоа се основните документи кои што преку Министерството за правда се доставува до соодветната земја. Понатаму прашањето е на одлуката дали ќе бидат задоволени стандардите, односно волјата на земјата од која што се бара во дадената ситуација Унгарија, да го екстрадира во дадената ситуација. Дали ќе биде остварено или не, ќе покаже време. Божиновски, дали имавте можност да ја прочитате изјавата на поранишниот министер за правда Михајло Маневски, кој веќе се изјасни дека политичкиот азил го заштитува Груевски до крајот на животот? Дали е тоа баш така? Да, мислам, секако И тоа во Будимпешта, од која ни праќа Абер дека они припаѓа на Македонија и многу ја сака Македонија. Јасно, благодарам. Значи, прво, во однос на екстрадицијата, тоа е највисоката форма на соработка во кривично-правната материја. Иако Македонија и Унгарија, можеби како што изјави министерка, да немат билатерален договор за екстрадиција, меѓутоа двете се потписнички на конвенција, Европската конвенција за екстрадиција од 1958 година и двата дополнителни протоколи, така што ги обврзува заедничка правна рамка. Тука сме чисти во некој начин, да речем. Во однос на азилот, значи, прво не треба да се заборави дека азилот даден само на територија на Унгарија. Фактички, да појасниме, во оној момент, ако се обиде да ја Груевски да ја помине границата, се активира меѓународната потерница. Не само за поранешниот пример, него тоа важи за другите двајца бегалски, Христо и Неџби од правдата што се во Грција. Значи, тие се омеѓени во границите на нивната република, пошто меѓународната потерница против нив се уште важи. Тој во Унгарија, исто како што кажа, веќе дадениот азил има правна основа на која би можел да биде отповикан, доколку има политичка волја. Меѓутоа, како што напомена судија Нанев, екстрадицијата ја е чисто политичка постапка. Значи, не е овде европскиот налог за апсење, каде постапката е судска обвинителска. Да бевме членка на ЕУ, нема политички дела, нема фискални дела, лицето се екстрадира со заемна доверба во кривично-правните системи. Тука цела игра ја води Министерството за правда на Република Македонија и Министерството за правда на Република Унгарија, што автоматски индицира дека постапката е дипломатска. И, како што напомена судијата, значи ги имаме преводот на документите и сите работи. Тука се зависи од волјата на Унгарија, бидејќи Република Македонија на вистина ги даде сите гаранции што екстрадиционото, меѓународното казано право во екстрадиција ги бара, Република Македонија ги изложи, само се очекува на политичка одлука и добра волја да се испорачи лицето тука. Доколку не се испорача, тогаш имаме фактичка состојба каде што тој е омеѓен, затворен во границите на Унгарија. Моментот кога ќе ги помини тие граници, тој е субјект на меѓународната потерница. Се чини дека никако е млака реакцијата на Европа во однос на ова што се случува во Унгарија. И тоа го искористија и унгарските медиуми, и унгарската јавност да кажат дека сепак изостанува некоја поостра реакција од Европа. Дали на тој начин во овој момент Груевски го остава во една комотна позиција, барем за известно време, за да не мора под притисок на европската јавност Орбан да бара друго прибежиште за Груевски? Искрено правно, ова повеќе политичко него правно прашање, не можам да навлегувам во детали, бидејќи многу не ги следам тие процеси, меѓутоа можам да кажам со сигурност дека Унгарија, Полска со Европската унија имаат веќе други отворени прашања. Дали како тоа ќе влијае на ситуацијата во однос на поранешниот пример на Република Македонија, навистина не би можел да коментирам. Джомовски?
Ја се допишувам со колегите во Дески и репортерите. Има непотврдена информација од еден наш колега. Само да ја прочитам во овој брдо, овој редишта од меѓусебни допишувања. Информација за замрзната сметка на Груевски. Каде? Испразната. Што значи тоа со оглед на информациите дека од СЈО дека сите сметки му се испразнети, дали тоа значи дека платата му е замрзната, намалена за 5%, што ја добива од собранието? Не, тоа ќе треба прашаме спикерот Џафери, но во секој случај прилично ќе ми биде индикативно ако големиот патриот која напушти Македонија, која е изложен на прогон, инаку пратеник во собранието, а не чув ни еден настап од тој негов вокабулар во собранието, и натаму ги прима надлежностите на данъчните обврзници во Македонија и комотно живее, како што вели неговиот роднина и ментор Михајло Маневски, дека доживот му е загарантирана безбедноста во Унгарија. Поштовани гледачи, следите Отворено студио, и натаму ќе се обидеме со нашите репортери да го проследиме овој чин. Најновата информација од дел од моите искусни колеги е дека Мијалков бил приведен пред да влезе во мериот. Така ми е пратено на месенџер, на пораката. Прибираме уште податоци околу реакциите на социјалните мрежи и што пишуваат вестниците и како реагираат медиумите во соседството по доделувањето на политички азил во нашата комуникација. Читам сега пред малку една вест. Колегата Чаловски се слушнал со директорот на истражниот затвор во Шутка, со господинот Ѓоко Котевски, меѓутоа тој не сакал да коментира и рекол дека составки излезе утре. Ја не сум бил во Шутка, ама ти... Јас сум била. Ти веројатно знаеш дали има една или повеќе хашки соби, дали сите ќе ги собере? Има неколку, меѓутоа, според моите информации, веќе се пополнети. Па дури протече една информација дека Мијалков е сместен во одделението Д. Не знам што значи тоа. Може би повеќе знаете вие. Како и да е, многу повеќе работи ќе дознаеме утре. Предпоставувам дека и специјалното јавно обвинителство ќе ги разјасни сите дилеми околу тоа зашто конкретно е притворен во моментов Мијалков и кои се променетите околности што ги натерало да побараат промена на мерките за обезбедување на присуство. Добро, Гоцо, ова само по себе информациите кои што доаѓаат на Твитер, на социјалните мрежи, укажува на една, би рекол, агресивна мобилизираност на сите институции во Република Македонија, особено на Министерството за внатрешни работи. Конечно. Конечно и на Министерство за внатрешни работи, на јавното обвинителството и на регуларното и на специјалното јавно обвинителство дека морат заеднички да работат се со цел да обезбедат на непречено присуство на сите осумничени, дека високиот криминал, односно белите крагни, така наречени економски криминал на белите крагни, бара сериозност, меѓутоа исклучителна стручност и професионалност во делот на постапувањето. Нема игра со тој вид на криминал, дефинитивно. Затоа мислам дека овие чекори на мобилност покажуваат една сериозност во делот на постапувањето и носењето на одлуките. Меѓутоа и малку и задоцнети, мора да признаеме. Па добро, никош не е доцна во дадената ситуација, нели? Затоа што и реакциите после бегството на Груевски беа што треба да очекуваме следно, дали и Мијалков да се даде во бегство и на крај да бидат пуштени по вода, како што велат, и да останат зад решетки по ниските ешалони на власта. Јас сакам само да подсетам, мислам неколку пати тоа сум го кажал, дека околу екстрадицијата на овие политички, условно кажам, личности, уште еднаш подсетувам дека хрватскиот премиер Иво Санадер, кој пребегна во Австрија и по неколку месеци, дури една година,
австриските власти по потерница го испорача и по барање за екстрадиција го испорача на судот во Загреб и тој сега е пред лицето на правдата во Загреб. Што се однесува до македонските случаи, веројатно дел од патриотизмот на Груевски ќе го компарираме со исти идентични ситуации каде што еден бизнесмен Смиленски беше исто така, иако имаше двојно државјанство австриско, откако избега во Австрија пред отварањето на судскиот процес, беше вратен на ослужување на казната. Да, меѓутоа да не заборавиме на нашето обкружување и за кои земји станува збор. Далаверски пак од друга страна се уште е безбеден во Белград, има двојно државјанство и покрај обидите на македонските власти да издействуваат негово враќање, тоа не се случи. Добро, од она што успоставувам кореспонденција со Деск, сакам да добием информација дали Владко Чаловски го има сублиматот на реакциите на социјалните мрежи и реакциите во медиумите во соседството. Ако тоа не е подготвено, режија, пуштете го искажувањето на специјалната обвинителка Јанева од стартот на Правда-неправда, каде што во интервју со Гордана Дувњак, меѓу другото и околу притворите и околу сомневањето за бегството и енергичноста на судовите во постапувањето на предметите на СЕО, меѓу другото Јанева кажа. За Сашо Мијалков има веќе мерки, како што и не сме побарали и за Никола Груевски, ќе се вратам, бидејќи има мерки и дека ги почитува мерките и дека се јавува на суд, сметавме дека е доволно и не смееме да бидеме се покажа дека не е доволно, бидејќи Никола Груевски веќе е надвор од државата. Па то, бидејќи сега веќе ќе се прават други проценки, можеби ќе се побара, но мислам дека не за Сашо Мијалков и за лицата и за предметот империја, но за некој лица може би... Каква е поврзаноста, тоа е интересно за јавноста, меѓу Камчев и Мијалков? Бидејќи во едно интервју, токму Орце Камчев кажа дека тие немаат директни бизнес релации. Дали е тоа точно и дали се негира во вашите предистражни действија? И тоа се потврдува со нашите истражни действија и тоа ќе се покаже и на суд. Доколку покренеме обвинение, се надевам дека ќе покренеме, затоа ја водиме истрагата. И сето тоа, тие не се точни наводи од страна, дадени од страна на Орце Камчев. Она што е многу интересно е во сите... А тоа и се покажува, извинете, и по разговорите кои ги имаме во наша Имате директни разговори помеѓу Камчев и Мијалков? Нема директни, бидејќи тие не биле 20-та таргет, но имаме поклопување на докази со разговори кои се водени помеѓу Орце Камчев и негови блиски лица. Така. Кои биле таргет. Она што е многу интересно е што некако секаде се спомнува фирмата Ексико. Една сомнителна офшор компанија која што работи речиси без вработени, која што во изминативе години се искачи на листата на најуспешни фирми во Македонија со милионски профити. Дознавте ли кој точно стои за оваа фирма? Па ние ќе докажеме кој стои позади оваа фирма и ќе докажеме и колку пари се исперени преку неа и кој ги присвоил тие пари. Можете ли да кажете во овој момент некаква првична сума е тоа што го замрзнавме имотот. На незина сметка има сега околу 10.000 евра, мислам, кои ги замрзнавме, а и уназад и во овој тековен период се уште се вршат трансакции преку неа, се вршеле трансакции кои ние будно ги следиме. Господи Јанева, сега е време за реклами, а ние ќе го продолжиме разговорот. Се враќаме
во првата епизода на Правда и неправда од новиот серијал, мојот гостин, како што беше најавено, е специјалната јавна обвинителка. Продолжуваме таму кај што застанавме, околу штетата и испраните пари. Рековте 10 милиони евра. Има на Ексико кои се замрзнати. Добро. А во однос на досегашните пари кои се откриени дека се со кој е оштетен буџетот, се околу 10 милиони евра и тоа во првиот момент од 2002 до 2006 околу 6 милиона евра даноци кои требало да ги плати Орце Камчев со неговите фирми, со неговите блиски на Министерството за управата за јавни приходи или Министерство за финансии околу 6.000 евра, а потоа заедно со Сашо Мијалков и со Цветан Панделевски преку трансакции, преку АД Бетонштип, се здобили со штета на државата околу 50 милиона евра, а истите се здобили со корис околу 4 милиони евра, што се ги поделиле преку фирмите кои ги имале. Следите отворено студио, се враќаме во завршни разговори со гостите на Гордана Дувњак, Нанев и Божиновски. Повели, Гордан. Инспирирана од излагањето на Јанева, сакам да ве прашам две работи. Првата е судија, колку често судиите во текот на својата работа прават промени во однос на мерките за обезбедување? Па не многу често. Значи, не е вообичаена пракса во Република Македонија да се променува, затоа што праксата и анализите кои што се направени за научни потреби овде во Република Македонија се покажуваат дека се почитуваат изречените мерки на предпазливост за обезбедување на осомничените за успешно водење на кривична постапка. Меѓутоа имаме вакви ситуации, значи да бидеме начисто. Имаме одреден број на лица на кои што по изречените мерки на предпазливост се дале во бегство, односно и напуштиле Република Македонија. Имаме ситуации во судовите во Република Македонија каде што по доставувањето на упатниот акт исто така ја напуштале Република Македонија. Меѓутоа имаме и голем број на случаеви каде што по успешно спроведената постапка за екстрадиција имаме екстрадирано и вратени лице во Република Македонија. Но во дадената ситуација, знаете, сето тоа ќе биде занемарено доколку во еден екстремно индивидуален случај кој што е заинтересирана целокупната општествена јавност во Република Македонија, затоа што се работи за висок профил на криминал од областа на белите крагни, тогаш затеа целокупниот правен систем во Република Македонија и одеднаш се паѓа во вода. Значи се променува целокупната слика. Тоа укажува на еден сериозен пристап кој што треба да се превземе во рамките на институциите во Република Македонија. Какви се истражувањата во ведел? Колку често се користи обезбедување на присуство со имот? Обезбедување на присуство со имот, мислите гаранција? Гаранција, да. Да, гаранцијата е релативно нов институт воведен со новиот закон за кривична постапка. Меѓутоа, се уште треба да се организират обуки во смисла на гаранцијата, бидејќи практиката покажува дека судовите, критикувани од страна на Европскиот суд човекови прави, лошата практика која имаме со притворите на конкретно, случајот Знисколко, имаме судење во неразумен рок, значи долги рочишта. Сега, за да се обезбеди консистентно присуство на обвинетиот во постапката, неоправдано во некој случај се изрекува притвори. Мислам, најчесто изрекувана мерка беше мерката притвор. Согласно тоа, за да има непречено судење и за судењето да заврши во разумен рок. Меѓутоа, тоа не го оправдува тој факт, бидејќи мерката притвор, законот кажува дека треба да се изрекува ултима рацио и судот, особено не од странките, не сме да осеќа никаков притисок при изрекувањето на таква мерка. Друга работа е што мерката притвор, која членот 5 од Европската конвенција упатува дека таа се изрекува само во исклучителни ситуации, кога на објективниот посматрател на ситуацијата има основани сомненија. Него му е јасно зошто треба да се
да се изрече мерка да притвор. Европскиот суд за човекови права во еден период остро не критикуваше токму околу одредувањето на притворот, чинам во случајот Змиско око. Дали судиите во тој дел сега ја научија лекцијата и го променија ставот и сега не одат со копи-паст образложенија и заеднички решенија, туку со индивидуализација на мерките? Сликата целосно променета, но само ќе одговорам на ова прашање, само да го дополнам на колегата Андреј во делот на гаранциите. Морам да потенцирам дека кај делот судиите се уште постои сериозна резерва во делот на определувањето на гаранцијата од аспект на незината специфичност и комплексност во делот на обезбедувањето, односно идентификувањето на имотот, неговото докажување во самата судска постапка, евидентирањето или евентуалната валоризација од аспект на бегството на самото осомничено лице. И секогаш од аспект на сложеноста и комплексноста на самото решение, многу тешко се одлучуваат судиите да изготвуваат таквите решенија, односно да ја прифаќаат гаранцијата. И ќе забележите тоа што го напомени колегата Андреј, статистички е многу мал бројот на гаранциите кои што во Република Македонија се изрекуваат. И многу често се барат енормно високи износи со цел да се обезбеди присуство. Јас во дадени ситуации често пати знам да кажам дека би било добро ако се обезбеди гаранција од 10 милиона. Нека ја напушти Република Македонија. Тоа ќе останат средства на буџетот на Република Македонија. Второто прашање, дефинитивно, од аспект на одлуките на Европскиот суд за човекови права, во конкретниот случај Змис колку судиите ја научија лекцијата, каде што во таа ситуација тоа беше навистина еден школски случај како не треба да се постапи, на едно решение генерално, спротивно начелото на индивидуализација, се генерализираше одлуката, односно причините поради кои што беше донесена мерката притвор. Во овој момент, без оглед на бројот на осомничените, на кои што е поднесе самиот акт, судиите индивидуално поединечно носат решение за секој осомничено лице и ги ценат сите околности кои што се предложени од страна на јавниот обвинител, што дава еден сериозен пристап, меѓутоа и почитување на Европската конвенција. Андреј, имавте нешто да додадете? Не, зборувајќи колега да се потсетим на интересен пример колега од Србија кој ми го каже исто правен советник при Вишиот касационен суд во Белград. За највисоката гаранција изречена во Република Србија беше 18 милиони српски динари и сите суди се молеа лицето да напушти територијата за тие пари да влезат во буџетот. Имате ли податоци колку е највисоката сума што е изречена во Митко Македонија? Чавков генерално 600.000 и нешто евра, ако се не лажам, ова се ипак податоци од медиумите, меѓутоа мислам дека тоа е да. Колега Чумовски, гледам со големо внимание читавте, да не добивте некои нови информации. Не, туку разменуваме информации. Сега, поштовани гледачи, Блиц. Мијалков вечерова е уапсен пред хотелот Мериот, без примера на посебни насилнички методи, однесен е во истражниот затвор. Одреден му е притвор од 30 дена или му е рестартиран притворот што му беше заменет. Во меѓувреме, таа вест ја заменува клучната денешна, а тоа е дека Груевски во Будимпешта добил политички азил, дека се огласија тамошните власти со став дека неговиот политички азил, статусот на азил, истовремено значи забрана за екстрадиција на Груевски во Македонија и во првата земја од која допатувал во Унгарија, а тоа е Србија. Сега, уште бидејќи бевте сведоци на нашиот модел на јавно комуницирање со моите колеги, да ви соопштам што во меѓувреме се договоривме. Значи, вести со најнови јавувања на нашите репортери од Мериот и Идризово, потоа сублиматот на реакциите околу Груевски, неговиот Facebook статус, реакцијата на Михајло Мановски дека он е за цел живот згрижен во Будимпешта и Унгарија, и потоа следуваат вашите минути, поштувани гледачи, што инако почнеме почесто
и јас и моите колеги да го одземаме колегијалниот ангажман или колач на Јана, а Јана мислам дека ќе се симне и ќе го преземе линкот со така наречениот граѓански форум, во кој најверојатно централни фигури ќе бидат тандем од Груевски и Мијалков, кој инаку 10 години ја бранува и ја тресеа македонската политичка, економска, па и криминогена јавност и состојбите во општеството. Колега Чумовски, на позицијата за вести ја гледам нашата колешка Елена Джугуманова, а пред да и го дадеме незиното право да им се обрати на граѓаните, јас ке им се заблагодарам на нашите вечерашни гости што беа дел од отвореното студио. Им ветувам дека за судскиот совет и проблемите во судството во некоја друга прилика. Ова беше ургентен момент кога го искористивме нивното присуство за актуелните теми за да поразговараме со двајца експерти кои што можат да ни ги објаснат некои околности околу притворот, екстрадицијата и така натаму. Благодарам уште еднаш. И од мене благодарам, поштовани гледачи, завршуваме со овој дел од отвореното студио. Како што веќе е најавено, Джугуманова е на позицијата на презентација на вестите, но дека сето тоа се рекомпонира и во режија и во дескот, малку реклами, а потоа бидете со Джугуманова и вестите.